Неколкуте суви денови има возможија на комбајните да влезат во нивите и да ја стартуваат годинешнева жетва на јачменот. Загриженоста од енормното доцнење со жетвата, земјоделците и комбајнерите денеска не ја сокриваа пред камерата на телевизија Стар. Па очекуваме некаде околу 6-6,5, меѓутоа сега са 3-3,5 некаде. Тони. Па да, на хектаре. Да, меѓутоа многу слабо, многу од дождовите, од временските услови, секој ден врне. Не може да почнеме, заглавува. Не сме почнали ние, Што сме ожнали, ние немаме 15 хектара ожнато. Значи, вегетацијата му мина веќе на него, разбираш, при крај, до сега требаше ние да бидеме при крај на жетвата со ячменот, почетокот на пченицата требаше да е. Али сега веќе ние ја 25 јулие. Значи, ние од годините сме жнале до 15-20, завршувале сме ячмените, почињале сме пченици, а сега ние јоне 101 почињаме ги ячмените. А пчениците ќе ги почнеме сигурно тамо некај 20 јули. При крајот на месец, почетокот на август. Значи, нема, што е тоа е? Тоа ние, од мене, ние од тебе, тоа е од Господ само, Господ нека се чува. Најпогодини од нестабилното и дождливо време се земјоделците од атарот на Долни и Горни Балван. Само во Долно-Балванскиот регион се 4000 хектари под житарици, од кои што 2500 хектари пченка и 1500 хектари под пченица. За сега, според проценките на земјоделците и на комбајнерите, ожнеани се едвам 30%. Како домино ефект на низата од проблеми кај земјоделците се новите пресметки за исплатливост од годинешниот род на житото. Пред се, најчувствителна точка е откупната цена на она што во наредниот период ќе се ожнее. Откупната цена да не збореме, откупната цена сега ќе ја формираме, ќе видиме. Сега дали ќе биде 10 динара или ќе биде 11 или ќе биде, па ќе видиме, тоа газдите ќе кажат. Меѓутоа нема да биде сигурно 8 динара 9. Испод 11 оле нема да е ечмено, затоа што едно кило нафта е 70 динара. Едно кило нафта, трошкови се. Денеска рачуне, денеска најмалку газдата прави сигурно не повеќе 60-70 илјади трошкови. Во Штипско годинава се очекува да се ожнеат околу 6000 хектари под јачмен и пченица. Во просек, според доброупатените во актуелните прилики, од нив се добиваат по 300 тони од хектар, односно околу 15.000 тони јачмен и пченица.